сподели. Благодарам. Дозволете ми и на мене најнапред да го искажам моето задоволство што станав дел од работната група и што има можност денеска од позиција на поранешна председателка на Државната комисија да искажам некои своји согледувања. Му благодарам и на професорот за убавите зборови и само ќе кажам дека искрен пристап за борба против корупција може да препознае само човек што исто така има искрен пристап. Именно тој како министер со релативно краток мандат успеа да стави печат и да постави темели, основи кои што и ден денеска придонесуваат за подобрување на транспарентноста во работењето. Како што кажа и господинот Тилев, борбата против корупцијата не може да биде кампањска и токму од тие причини една од главните работи кои што ја направивме уште на почетокот на нашиот мандат беше подготовка на националната стратегија за борба против корупција и тука еве ќе искористам можност да се заблагодарам на господинот Коста Косиванов кој што од позиција на УСАИД многу и помогна на институцијата, на нас, за да успешно ја подготвиме оваа стратегија. Стратегијата се темелеше на два основни столба, а тоа е трошењето на јавните пари и злоупотребата на службената позиција. Всушност, работи кои што секојдневно ги следиме, ги гледаме дека постојано се случуваат. Како основни ризици за корупција, постојање на корупција во државата, тогаш со анализа на овие ризици ги констатиравме силното политичко влијание, односно еве да се поврзам и со излагањето на професорот дека политичката волја е многу важна и е клучна во сета оваа работа, значи силното политичко влијание кое што негативно влијае во правец на придонесување на зголемување на корупцијата, понатамо отсуството на интегритет. Рековте дека не треба само да се обвинуваат институциите, дека не се само институциите криви, дека се криви тие од другата страна кои што нели кој кого подкупува, кој кого корумпира. Ке кажам дека секој е одговорен за својата постапка. Нормално, ние во законот дефиниравме, има и активна и пасивна, некој бара, некој дава. Меѓутоа, секој е одговорен за својата постапка, а каква ќе биде неговата постапка зависи од интегритетот. Исто така еден од клучните фактори и ризици за корупција беше и недоволниот степен на транспарентност, зашто всушност и сме тука денеска да кажувам. Јас сакам да посочам за неколку работи кои што кажуваат каква е транспарентноста во нашево општество. Значи, транспарентноста е едно начело, едно правило, едно норма на однесување која што, за жал, многу малку, така речи, ја нема во регулативата. Например, во Уставот, зборот транспарентност не е употребен ниту еднаш. Понатаму, во работењето на администрацијата, зборот транспарентност е посебно еве во Законот за општа управна постапка, како збирна правила за постапување на администрацијата се спомнува само на едно место и тоа само како флоскула за да се засили терминот известување. Тоа е многу бледо, што значи дека на нашата администрација транспарентноста баш и не е некоја норма на однесување. Во оданочувањето го нема зборот транспарентност. Во регулативите за градење го нема зборот транспарентност. Во урбанистичко планирање се споменува стручност, професионалност, транспарентност и одговорност во работењето и постигнатите резултати, повеќе како декларативно. Во кривичната постапка го нема зборот транспарентност. Во социјалната заштита го нема зборот транспарентност. Во пензискиот систем го нема зборот транспарентност. Сега во буџетскиот систем го има зборот транспарентност, односно се гледа да се запази, да се испочитува принципот на транспарентност, особено во процесот на донесување на буџетот. И тоа и во процесот на реализација, односно во поднесување на месечни извештаи за извршување на буџет, во збирен квартал за извештување, полугодишни извештаи и така натаму. Меѓутоа, извештаите за остварени приливи и одливи, согласно структурата на донесениот буџет, не се објавуваат. И како и некои други податоци. Исто така, од аспект на транспарентност, во времето на министерувањето на професорот Тевдовски се воспостави една алатка за отчетност на носителите на јавните функции во
која што се воспостави некаде средината на 2017 година, која што ни даваше можност да видиме кој јавен функционер колку јавни пари троши, зашто ги троши, дали се тие за репрезентација и така натаму. Значи, структурално беше подредено. Ова алатка повеќе од 4 години веќе не функционира. Значи, ние се бориме за транспарентност, ама како да сме скарани малку со транспарентноста. Јас би посочила, значи, не е работата само да ги кажуваме негативните работи, туку да ги искористиме овие слабости како предизвик каде можеме во наредниот период да бидеме подобри. Во делот на јавните набавки, значи ова е една многу ризична област, ја спомена и моите говорници, денешните говорници претходно, една ризична област која што се протега во речиси сите сектори, не во речиси, него буквално во сите сектори. Се постигна одреден степен на транспарентност, меѓутоа како да се сака таа транспарентност да се угуши. Верувам дека Герман тука повеќе ќе каже, затоа не навлегувам во поголеми детали. Понатаму, во делот на вработувањата. Во делот на вработувањата исто така функционираат оние познати принципи на непотизам, кронизам, клиентелизам и тука има простор за подобрување на транспарентноста во делот на огласите, во делот на, да речеме, и назначување на членови на управни одбори кои ќе се бира во делот на избор на професионалци, да кажам со еден збор. Многу убаво прашање покрена професорот во делот на државниот имот. Значи, тоа го ставивме и како дел и од националната стратегија и една од задачите кои што требаше да се прифати и да се спроведе понатаму, а тоа е и самата држава, Министерството за финансии, да прави консолидиран биланс на состојба во кој што ќе се види колкав е државниот имот и кој и на каков начин располага со државниот имот. Имаше една ситуација во 2008 година, ако се сеќава некој, поради рестриктивните мерки, нели тогаш беше исто така финансиска криза, поради рестриктивните мерки се ограничија средствата кои што се даваа на чуварите на државниот имот, затоа што имате многу државен имот, кој што не е во секојдневна употреба. Тука се детски одмаралишта, не знам, разни објекти, за кои што државата до тогаш се грижеше, односно барем поставуваше чувар. Се тргнаа чуварите, се тргна окото на државата и тој имот има големи ризици за корупција, односно до сега е оттуѓен по многу багателни цени дел од тој имот. Како и да е, државата мора да си направи регистар на државниот имот и да знае со што располага и како располага. Понатамо, висок ризик од корупција, како што спомена и господинот Кржалевски, постои кога имаме допир на приватниот бизнис и јавниот сектор. Од тој аспект и во Националната стратегија за борба против корупција предлагавме соодветни мерки и активности како тоа да се надмине. Особено во делот на доделување на дозволи, лиценци, договори за концесии и така натаму, па предлагавме да се направи, да се воспостави софтвер на сите договори кои што се доделени за одредени концесии за ископ на суровини и материјали. Меѓутоа, до сега ништо не е направено во тој поглед, само е префрлена топката од Комисијата за заштита на конкуренцијата во Генералниот секретаријат на владата, во кабинетот за како се вика сега, порано Битичи беше сега, не знам кој замени гувернер. За економски прашања, ма не знам кој е. Не знам. Значи нема активност. Фактички нема активност и не е воспоставен таков регистар. Предлагавме дигитализацијата, нели, да си го заземе својот замав и да се направи регистар на сите договори, на сите склучени, издадени документи и да се намали потребата на граѓаните да одат во одредени институции и да бараат одредени документи. Значи, тоа значи електронски да се постават формуларите за барање за одредена дозвола. Таа дозвола електронски да се издава понатаму на еден начин да се намали контактот на приватниот сектор со јавниот сектор, затоа што тој контакт создава блискости, создава позиција на моќ на тој од другата страна на шалтерот и така натаму се развива корупцијата. Понатаму,
да има поголема транспарентност во доделувањето на државните пари по различни проекти. Ако се сеќавате, еден од првите наши предмети беше проектите што се доделија во ресорот култура. Значи, тука се утврдија големи злоупотреби, па дури од страна на тогашниот министер за култура, за кој што ние понесовме и иницијатива за кривично гонење, кој што си ги пречекорил властувањата и буџетот кој што му бил распределен за таа намена и склучувал договори за проекти. Да не спомнувам повторно и за делот што отиде во спортот, фала Богу и тој предмет ни стаса до суд и така натаму. Понатаму, поголема транспарентност во трошење на јавните пари од страна на функционерите, да кажеме, делот за репрезентација, за патните трошоци, за службените станови и така натаму. Сето ова може да придонесе од една страна за зголемување на транспарентноста, но и од друга страна за зголемување на довербата на граѓаните во овие институции, која што за жал од ден во ден се повеќе паѓа. Претходно господинот Тилев спомна дека за да се доделат парите од програмата за раст, мора да се направат одредени проекти. Значи, таа пракса Европската комисија ја има веќе и од претходно воспоставено кај нас, и во доделување на проектите, средствата за ИПА проекти. Значи, вие морате првен да си го направите проектот, па потоа ќе го добиете на доместо. Што кажува тоа? Тоа кажува колку нас Европската комисија ни верува. Затоа што претходно, по претходните програми за фаре, за карцо, ги дава однапред парите, не гледа аер од тие пари. Па сега барат, направете вие, да, ние ќе ви дадеме, ние стоиме на нашето, но морате и вие тоа да го испорачате. Уште една работа, само уште една работа би кажала, имам тука многу да се зборува, меѓутоа од аспект на поврзаност на ДКСК со останатите институции. Нас ни е законска обврска да се поврземе со 17 институции. Ние ја направивме првата фаза, воспоставивме електронски систем за поднесување на анкетни листови, сега докаде е втората фаза, не знам, меѓутоа таа беше токму тоа поврзување со сите институции потребни, дали е тоа катастар или управа за приходи или МВР, значи 17 се наред, кои што требаше да ја полнат институцијата со информации и да се крева црвеното знаменце. А се радувам што финансиската полиција ќе продолжи во оваа насока и мислам дека тоа е добар чекор, може би понатамо, бидејќи беше и во програмата на владата, ќе се донесе законот за потекло на имот и на тој начин многу лесно ќе се следи воопшто имотот што го има секој граѓанин и ќе се бара отчет од каде се стекнува тој имот. Само да заклучам, значи транспарентноста, ако ја има, тоа значи дека има одговорност на функционерите, дека има отчетност. Воспротивно, транспарентноста е обратно пропорционална од корупцијата. Колку поголема транспарентност, помала корупција и обратно. Благодарам.